Цивил медија. Ние ќе се обидеме на некој начин да прикажеме тоа што Џабир го начна, ние само ќе продолжиме тоа што медиумите, традиционалните медиуми не можеа да го видат или не сакаа да го видат, го гледаа нашите граѓански новинари кои што со своите мобилни телефони известуваа за проблеми кои што најчесто ги тангира лично нив, а потоа и луѓето околу нив. Ќе почнеме со една сторија кој што сега во моментов направивме мала промена. Ќе ја пуштиме сторијата за водата во Баир, кој што до нас стигна само една фотографија дека на тоа место таму десетици, односно стотици луѓе немаат вода со децении за пиење. Повеќе може да ни каже граѓанската новинарка Јована Здравевска, а потоа ќе го видиме прилогот. Здраво на сите. Живеам во близина на местноста Баир, каде што е снимен овој прилог. И прво го гледав прилогот на Дехран, кој што зборуваше за проблемот со водата таму, па потоа после семинарот на Цивил кој што го посетив за граѓанско новинарство, решив да одам лично и да ја проверам ситуацијата па да известам. И после, не знам, неколку месеци затекнав истата ситуација таму. Со мојот мобилен телефон направи снимки, па ќе ги проследим. Благодарам. Јована, би замолил да се пушти снимката. Цивил медија. Од каде, например, се снабдува со вода, видели? Деца и знаеш како се ова сега кога ќе дојде тоа во 2, Савајлината, кога ќе дојде во 2, например, тогаш полниме од онде, да, кој има повеќе притисок, полнат. Тој труби од оздола полни. Ја, еве, труби си полни, са се мија натре, вода таму тече тука. Како ги миете тоа са дубите? Ке туриш во некоја вангла, ќе клаиш, ке туриш натре вода и така ги мијат ваганите ги онадвор. И после децата не сакат да учат со нив. Па не сака Валкано, кој сака дете? Не сака никој Валкано дете. Треба само за гласање тогаш и тој началникот што беше другиот тука во Битола, му дадевме гласој, никако нема дојдено. Ево Наташа сега дојде, прв пат иди. Немаше и таа дојде. Се случува во одреден период да имате вода во некој дел, а во одреден период да немате заради испустот кој што се случува во подолните куќи и неконтролираното трошење на вода. Секој сака мајко на убав живот да живее. Ај капи се сега, кој време со чамки уште да се капиме. Умираме за една капка вода овдека. Зимно време струја немаме. Летно време вода немаме. Само не лажат, например, само за гласањето ќе ви секла и после гласањето ништо не добиваме. Кажа ветеното Наташа, дојде тука, рече дека ќе ви сосварат желбите, али потоа ништо не. Значи ние имаме деца болни, ние имаме деца што одат на школа. Не да го луксузира само градот, туку да зема малце во обзир и нас и ние сме граѓани на ова Македонија, како да кажам тука, не знам. Треба малце да не зема во обзир. Зошто ако ние еден ден се собриме ова население, да одиме градоначалничката, да ја устрамиме, да угнавиме, да фатиме, да кршиме, тоа значи не е културно. Треба малце и да не земи во обзир, а не само да го гледа градот, да ги дава парите по селата и по градоите. Малце ни ние да не види овде дека треба да се клај и вода и струја. По цела зима онде правиме штрајк, децата колку пати не ги има изгазено. Кајта да не се нас вопци. Вода немаме, децата ги пуштаме со вошки на школу да ми одат. Зошто да не ги гнава? Значи ја молам градоначалничката или да не земи вопци, или кој ќе му дојде времето за гласење, ич нека не пушта овде гласачот и да знаат како ќе дојдат, така ќе си одат. Толку имам да кажам. Цивил медија. Да, толку има да каже. Ние се обративме и до градоначалничката и до Водовод, кој што ветија дека разговараа со министерот без ресор задолжен за стратегија на ромите и со пратеникот Самка Ибраимовски, но тоа од првиот прилог до сега, вториот веќе прилог на Јована Здравевска, тие луѓе се уште немаат вода и останаа само на разговор.
Следен прилог ќе направиме тоа колку медиумите може да одиграт важна улога за пропаганда кон одредена категорија на граѓани или невладини организации кои што сака да работат за правата и слободата на граѓаните. Можете да го видите следниот прилог насловен "Зошто нема цивил во Америка". Политиката да прави некое свое пропаганда против Македонија. Не дозволувајте цивил сега. Цивилизацијата била одамна прва држава во Европа била Македонија цивилизирана. Кирил и Методи оделе да просветат Европа, да просветат, а овие овдека сега кажуваат дека цивил ќе не направиле цивили. Не бојте. Што подразбирате вие под цивил? Цивил невладина организација поддржана од Америка. Од Америка за да може да прави незгоди овде во Македонија. А од каде ти информации? Од радио, телевизии, вестници, се. Цивил, немојте. Македонија. Оти во Америка нема цивил, оти нема во Франција, во Вија. Видовте ли како ги демонстрантите, како ги газат и како ги тепат и како ги влечат? Не бојте, Македонија не може да биде заморче да прават експерименти за организациите невладини. Дали верувате дека сега ќе се случи некои подобри промени со новиот? Промените си одат. Промените си одат Европска унија, односно банка, тие се кажуваат дека Македонија се гради. Не им треба политика на народот. Им треба патишта, фабрики, да. А ние сме постари. Молам? Дали има сега добар живот? Има најдобар. Најдобар. Оти мене мајка ми со лулка ме носела на нива пред 75 години, пред 74. Со лулка ме носела мајка, татко ми бил на робија. На робија. И било тоа страшно да се живе. Вие сте, не знам ја што ви фали. Шетање, работа, кај сакате додите, сега со авион сакате сето твака на дланка го имате. А тогаш беше катастрофа. Летаа глави. Не знаете вие дека првиот председател Тито и Едвард Кардели Комунистичка партија го ставија во затвор. Првиот председател што доби војната, што доби се во Македонија и 9,5 години, а жена му со 3 деца садела тутун за да живее. На првиот председател Павел Шатер и сите што завршиле во Сорбона, Владимир Полежинов, сите тие учени, а Едвард Кардер рекол не. Во Македонија учените се ќе ги ликвидирате и ги затворите, ќе донесете неписмени да ги командуваме и да ги експлоатираме. И ние во Југославија рековме. А вие сте, извинете, дали сте задоволни од власта, од животот, од она што ви се нуди моментално во Македонија? Јас лично не можам да кажам за тоа, ти викате дали сте задоволни, а вие викате дали е народот, за народот се прави работа. Не, вие дали сте. А јас што мене ми фали? А народот? Јас, па народот. Што да бидам задоволен? Ако си кажам свој незадоволство, ќе испадне дека не сум задоволен. Ако кажам други, сум задоволен. Пензионер со добра пензија, децата ми работат, сакаат да одат во странство. Синот отиде во Италија и да повлече жената. Значи не е добро овде што бегаат во странство. Не, ја викам нема, ќе си дојдеш и денеска синот работи. Со тезга си тргува, си работи, студира синот внукот во Скопје, си учат, си работат, си перспектива, куќа прават. Сега ќе одат во странство или не? Не, ја викам нема да одат. Не? Нема да одат. Знаеш зошто? Зошто? Знаеш зошто? Зашто тој што сака да оди финансиски и да бара пари, кога во војна прашали дали колку ќе биде плата, дали ќе биде. Си го става жени, деца, дома, гинеа за Македонија. Немојте, невладини организации се тоа како црвот во јаболкото. Јаболкото паѓа, Македонија направите едно јаболко. Паѓа јаболкото, немојте, Македонија прва, да знаете вие да учите, прва држава во Европа, најстара. Немојте. А вие сте се поделили? Хвала ви многу на времето и убава недела имате. А мојата што загинал дедо ми Комита. Овој прилог е направен од нашите граѓански новинари кои што беа на терен по завршување на практичниот дел, односно во Велес во 2016 година кога се уште беше актуелна претходната власт. Следен прилог ќе пуштиме од Пробиштип каде што
веројатно политичарите, а најмалце, тоест новинарите, а најмалце политичарите некогаш го посетија тоа место да видат дека постојат и луѓе таму кои што од тоа место се прехрануваат. Ќе го замалам колегата Арчи да го пушти прилогот од Пробиштип. Збирамо тука леп, носам дома на деца. Кој веќе тука да се собира леп, да носам ја дома на деца? Граота е. Јас зашо викам некој да ми дозволат. За njega се е гласал, да, а он ми да скина социјалното. Јас сум со висок притисак 220 сум тука што собирам. Дружината пајки на жешкото, мене ви Е, гласаме, викам, за ВМРО да не ни ga скинем социјалното. Гласаме за ВМРО, гласаме. Они са... На мене ми ga скина социјалното. Заради тие шишиња што ги собира. Имам 2 деца, имам ќерка женена, имам сна, муж, ја не вработени. Збирам ја оваа робичка цела недела за 600 динара. Едно лепче да купат. За 600 динара, 2 дана 3 ја собирам. Плюс вода плаќам, доваѓа ми белешка, имам посебна, мислам вода, чешма такво. Нема што да платам. Ја не можам за лев да искарам, а не да платам. Што дава Груевски? Даваше за другите. гласавте за него? Па зашо? Тогава бе на власт, сите Излажа само народу, излажа. Дава дечки, дава оно. Што дава дечки? На 4 деца имаш, на не ти дава 50 дечки евро додаток. социјално ли што взимам? А тоа за 4 деца не Па ти дава? ништо не ми дава. Тони Тоневски што е градоначалникот. Викате, а иди кај него да направише документите за 4-то дете, не ме ни пушта. А дојде од Драч да гласам. 4 деца има, не взима нищо. А ојде на потирницата да го прашам што треба документи како градоначалник. Не те пушта да улезеш, не те познава на столо. На неговата красна фотелја. Цело овој прошо, гледа се е ебано по прошо. Се е ебано, секој гледа седне на стол и не те баваш. И ово ли го ние тераме живото? Следно ќе пуштиме за хорорите во затворите кои што се случува и каде што пред луѓето од Штип збореа пред нашата камера за страшните агонии што ги доживуваат, а сето тоа пред да ја дадат изјавата дојде од само една фотографија од еден граѓански новинар кој што прикажа дека на тоа место има мртов осуденик. Би го замолил колегата да го пушти Цивил медија. од 6 што го направивме. брат ми здрав отиде, од тамо си дојде почина. Како може тие командирите и лекарите да ги малтитират затворниците тамо? Како може така? Дека го тоа има? Како власт е ово? Како власт може да биде ово? После уште беше брат ми на 22, жив, уште беше на креветот, после 4 сато он си почина у 1 сато. У 2 или 3, ама у 11 беше жив. Значи он си траже помош, после лекарство не му дадеа ништо, уште брат ми жив беше. Да сте дошли они лекарите, докторите, ќе го спасеа брат ми. Значи на време да се спасали А брат ми цел гол беше фрлено на плочките доле, уште жив беше. Како може они мој брат да го фрлат таму на земјата како куче? Како може тоа да се случи на мој брат? Мој брат е 25 годишен брат. Тој е уште млад, има 2 деца, жена има. Кој ќе го ране оваа жена и тие 2 деца? Кој ќе ги издржава? Зашо е сеа оваа жена? Зашо е? Тие 2 деца како ќе алуват без таткот? Тоа мислат и јас без брат остана. Без брат остана, тоа мислат ли они? Јас тоа нема да го оставам, на нив нема го. Ово држава не е. Како, зашто
сменат, ваа кожа е црна. А бели кожи ги чуват, зашо така? Чуват ги, значи, они ги чуват, а црна кожа фрлат. Роми викат, цигани. Зашо викат така? Ердал Јусинов, 25 годишно момче, починало на 22 март 2017 година под нејасни околности во затворот во Штип, 2 месеца по неговото затварање. Младиот Ердал бил осуден за кражба на 1 година затвор. Сведочењето на неговите блиски и соседите упатуваат на сериозни аномалии и пропусти на затворската служба и лекарите. Наводно, тие не му пружиле помош цели 4 часа, додека Ердал бил во предсмртна агонија. Семејството на починатиот штипјанец раскажува и за криминалот во затворот во Штип и за дискриминацијата што се врши врз затворениците роми. Ердал остави сопруга и 2 мали деца на милост и немилост на системот. Затворот во Штип го нарекуваат Шести. Тој се наоѓа на 6 километри оддалеченост од градот. Јас отиде сакаше мој брат да го посетам, не ме пуштија унатре. Не се чувани наши роми таму убаво, не се малтитирани се, многу наши народ малтирани се, за еден капка вода го тепат народот таму. Фрлат го потирите така, да ми појасне тај докторо зашо го гледа, шо му случило унатре, да ми покаже тај докторо. Тај доктор не испадна да ни каже од там, од Шести. Не го пуштаат потирите, тие мајмуните. Не го пуштаат тај докторо да ни појасне, барем од портата, шо му се случи на брат ми. И книгата не ми задат од таму на брат ми, шо му се случил, шо лекови да дадат на него гарант му даде никој лекови, фрлаат го, да го тепат, значи. Ама јас не знам, тамо шо вика тон земал многу доза. То дозата како лезе унатре, јас како шо сватих, на командирите дават пари. Да. У фраката, командирите качуваат горе дрогата. Треба ли, ероин ли, апчиња ли, трамадоли ли, шо сакаш? Ама не, се извинувам. Значи, она кој примал голема доза, таблети, како може од тие дозата и таблетите да стасат до кај него? Баравме информација за овој трагичен случај од надлежните во затворот во Штип, но од таму не упатија во управата за извршување санкции. Се обративме и таму. Во телефонски разговор, представничката од управата побара од нас да испратиме прашање по електронска пошта. Одговор се уште нема. Одговор се уште нема, а колку што сме информирани, случајов се води во Страсбург, кој што го води една невладина организација. Како ќе заврши, се уште не знаеме случајот. Уште ќе завршиме со уште едно кратко видео, кој што беше една од иницијативите на Цивил Барам одговор. По прикажаниот прилог на нашиот граѓански новинар, веднаш потоа, после само 2 дена, почна да има оставки од стариот состав на ДИК. Овде позади мене се наоѓа Државната бонусна комисија. Тоа се оние нерани мајковци, а сложни браќи и сестри, многу сложни, кои без никаква дума си делеле разни боневи како да се на лотарија. Дури не чувствуваат никаква одговорност за тоа. Се прават фини, донираат туѓи пари, донираат наши, мои и твои пари. За нив имам 101 прашање. За почеток, главното. Кога оставка? Јас чекам, сите чекаат. Оставка веднаш. Уште едно кратко видео ќе видиме како насловен е хендикепирана држава во едно училиште, како еден талентиран музичар не може да си ги оствари своите загарантирани граѓански права. Би го замолил колегата да го пушти хендикепирано општество. Една шума на препреки имаме ние. Кај нас има една автобуска карта, како и за сите, така му ја даваат и на Виктор, па барем да беше за двајца, за придружник. Немам капацитет да замислам како може да ја користи слободната. Детето ваше нели не гледа, викам да. Па не е писмен. Виктор е еден од најдобрите ученици во неговиот клас.
објавениот прилог на граѓанскиот новинар во соработка со Цивил медија, Виктор доби лаптоп, компјутер и му беше ветено дека ќе му се подобрат условите во училиштето во кое што учи. Тука ви се заблагодарам за вниманието и сега би ја најавил дебатата со колешката Дијана Тахири. Цивил медија.